Елена Лука со години е дел од вакви манифестации, меѓу другото, ете во Струмица за прв пат и лично се појавив, меѓутоа со години работиме заедно со Вера Сдруженијето за деца со Даунов синдром. И ова е една сериозна манифестација, каде што преминува веќе во традиција. Мислам дека е 8 година како се случува оваа соработка и оваа голема модна ревија, која што гледам дека зазема многу сериозни размери. Овдека сме во Домот на културата во Струмица. Многу ми е драго дека бев поканета и чест ми беше да присуствувам на ревијата. Реално Елена Лука настапи со два модела, прекрасни наши соработнички ангели, два кои што носеа уникатни креации на Елена Лука, рачно изработени. Оваа година концепцијата беше врзана со боја, значи бел, црн, некој дрес код и некоја насока за изведба на креациите, така да се движевме во сите тие рамки. И мислам дека направивме одлична работа. Колку е битно модата во спојувањето со специјалните мои пријатели, луѓето со Даунов синдром или што и да е небитно, тие се наши специјални пријатели, другари со посебни креации, со сето она што го произведуваат во нивниот свет, нормално дека е многу битно, затоа што ги спојуваме заеднички креациите на брендот, на Елена Лука, на тимот, заедно со тие убави ангели и мислам инспирирани од нивната енергија, создаваме креации кои што се одлични по естетика, меѓутоа внимаваме и на функцијата, ама уште побитно е затоа што даваат карактер на сето она што се креира. Тоа се уникатни креации, посебни со посебна енергија, вткаена во тие креации и за Елена Лука победата е во оној момент кога тоа што е дизајн и креација добива своја енергија, свој карактер од личноста која што го носи. Така да мислам дека имавме полн погодок за оние што се познавачи на модата, точно ќе можеа да проценат дека ова што Елена Лука денеска го изработи беше рачна работа, значи технички зборувам, страшно добро изработено, естетика, меѓутоа и функција, а од друга страна носена со дигнитет од тие наши ангели и мислам дека достојно брендот имаше чест да соработува со нив. Така сум пресрекна нормално. Нормално дека допринесуваат максимално и се надевам дека се почесто ќе има такви настани. И нема што многу да зборувам, значи сите ние се бориме за да изградиме општество, барем општествено одговорните компании не размислуваат само колку ќе заработат, него многу е битно колку ќе го подобрат животот на другите, тоа секаде го кажувам. И во контекст на вакви настани, исто заедно со мојот тим стоиме за тоа дека треба да градиме општество каде што секој, буквално секој поединец ќе може да ги покаже своите можности. Каде што на секој може да му се чуе гласот и каде што ќе се види креацијата. Мораме да обезбедиме таква инклузивна заедница за да можеме сите заеднички да твориме и да направиме едно подобро место за живење на сите нас.